Не да се смени, скроз се смени. Живот нема. Тоа е невидено. За старите секако паси седимо дома и така. За младите многу тешко. Како затвор да смо. Тоа е страшно нешто. Економијата за никаде невработеноста, платите нема. Тешко е. Многу тешко. Колку влие врз психата на луѓе во целата оваа состојба? А психата посебно. Сите се дома затворени и сите се напнати. Животот е сменет. Нема сега излагање, нема работа, нема пари и нормално и психата ќе се поремети. Болестите си го носа своето. Пари треба и за болестите, за храна, за све, а нема. Не знам до кога е вака. Колку после сето ова ќе се промени животот? Што мислите? Па не да ќе се промени, многу ќе се промени. Ќе паднемо на нула. Од почеток све. Нема на подобро, не ми изгледа ништо мене. Тоа е. Ја мислам дека влијае многу. Нема да биде, никој ќе се врати поранешното. Многу се смени, нема поздравување, нема одење, нема муавет правене по пат како што било некогаш. И одење по комши, тоа више изумира. Тоа биете сигурни. Колку целата ситуација влијае на психава на луѓето, што мислите? Многу. Внучето моје па не можем да го гушнем, како што сакам јас. Избегавам самиот од себе. Од черка ми, внучине, 3 месеца не сум ги видел. Ми се смее, сакам да го гушнем, меѓутоа не ми дава савест. Се осеќа кај народот дека како под притисок и што ќе биде неизвестност. Уште и тие и светски, што се вика здравствени организација, не знаа со каква пандемија се а ние се правиме многу паметни и не почитуваме основни работи што треба, а се те толку банални, да се зачуваме здравето свое, на семејството и на околината. Ја вика вака, тоа што не се заштити сам, не заштити никого, тоа е и кривично дело више. Преводи у кривично дело, што луѓето треба да сватат на повисоко ниво. Ако мислимо дека тоа некој ќе ни го реши, само некој, а не ние, е лоша работа. Треба да почнеме од себе. Затоа психата треба прво психички да се спремиме и здравствената состојба ќе се подобри. Треба психички здрава да се спремиме дека мора да помине. Имало рато, имало војни, имало невремиња, имало 300 чуда, а се е релативно.